Поштовани гледачи, вие го следите изборното представување на кандидатите за градоначалници на локалните избори 2021 година. ТВ канал Виз ги покани сите кандидати за градоначалници кои што учествуваат во оваа трка за градоначалничката функција од општините од југоистокот. Ова представување е на кандидатите за градоначалници на општина Конче. Пред вас ќе се представи кандидатот од СДСМ и коалицијата Најдоброто за вашата општина, господинот Благо Илиев. Господин Илиев, добро дојдовте во ТВ канал Виз. Благодарност што ја искористувате можноста бесплатно пред гледачите и ваши потенцијални гласачи да се представите за вашето учество на овие локални избори. Може ли на самиот почеток, да кажеме и за пошироката публика, кој сте всушност вие? Кој е кандидатот за градоначалник Благо Илиев? Благо Илиев е обичен фамилиарен човек, татко на 3 деца, дипломиран правник на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Своето работно искуство го почнав во приватна фирма, фамилиарна компанија, основана од мојот татко. Потоа 4 години имам искуство во менаџирање на општина Конче и менаџирање на проекти од интерес за граѓаните на општина Конче. Така, спомнавте дека сте и актуелен градоначалник. Тешка или лесна беше одлуката да се проба во нова трка за нови 4 години мандата за менаџирање со општина Конче? Кој беше мотивот што ве поттикна, идејата која што ве води за повторно да учествувате во градоначалничката трка? Така, јас кога и уште првиот пат кога се кандидатирав и кога станав градоначалник на општина Конче, општина Конче беше управувана 17 години на локална власт беше ВМРО ДПМН и општина Конче беше отфрлена, изолирана општина, да не речам и запоставена. Не знам дали е соодветниот збор. Тоа ми даде мотив и тогаш. Почнавме, реализиравме доста успешни проекти и сметам дека имаме успешни резултати во менаџирање на една општина. И затоа сега се одлучив повторно да продолжам и да се кандидатирам за втор мандат. Ќе речам, не сите проекти се завршуваат во рокот 4 години. Некои проекти бараат повеќе време, некои се реализираат на среден, на долг рок. И сметам дека со вториот мандат ќе успеам да ги завршам сите проекти кои што се и поголеми, да не речам и за една мала општина значајни големи проекти. И тоа е мојот мотив, бидејќи сметам дека сме имале успешен прв мандат и сме постигнале успешни резултати, затоа ќе продолжиме и во вториот мандат да реализираме уште многу проекти. Така. Некако тука го начнавме и следното прашање, односно доколку успеете да ја добиете по втор пат довербата на граѓаните, кои се областите каде што би го фокусирале вашето внимание, вашата работа, што е она што итно треба да се реши во општина Конче и населените места тука кои што гравитираат кон општината? Така, нашиот фокус ќе биде пред се кон луѓето. Значи, беше и ќе биде фокусот кон луѓето, креирање кон луѓето и креирање на можности за луѓето, односно за полесно вработување, создавање на подобри услови за живење во нашите села, да не се иселуваат, да сакаат да останат во општина Конче, да чувствуваат како своја, да бидат горди на општина Конче и да имаат еден убав, спокоен живот во нашата општина. Така, имате ли да додадете нова прашање нешто или да одиме со проектите? Така, имаше доста голема невработеност на почетокот, кога за 4 години мислам дека некаде околу 20% се успеа да се намали невработеноста во општина Конче, што сепак го сметам за еден вид на голем успех. Така се работи за луѓето. Кои се проектите кои што планирате да ги започнете или овие кои што можеби најгордо и најгласно зборувате во оваа изборна трка? Како што спомнав и претходно, реализиравме доста. Ќе спомнам што сме реализирале во област и што ќе сработиме. Пример, во детската заштита ја отворивме детската градинка
отворивме детска градинка во Конче. Претходно воопшто немаше. Сега планираме во наредниот период да отвориме градинки во Дедино, Долни Липовик и во Ракитец, за да сите граѓани, сите луѓе ги имаат истите услови. Како во Конче, така и во другите населени места. Во делот на здравствената заштита, значи, како локална самоуправа, во наредниот период планираме да набавиме мобилна здравствена амбуланта, за да можат луѓето основни здравствени прегледи да вршат непосредно во своето населено место, да не патуваат до градот, односно да имат таа непосредна здравствена заштита. Во делот на социјалната заштита се отвори канцеларија во рамки на општината за социјални прашања и преку која што канцеларија се непосредно се вршат сите социјални услуги, односно луѓето доаѓаат ги остваруваат своите права во општината, не мора да патуваат повторно во градот. И за наредниот период пак планираме да се отвори социјален центар, кој што ќе биде така од поопширен карактер, каде што ќе нуди социјални услуги како за постарите лица, така и за лицата со хронични болести. Тоа е нешто ново, што мислам дека во една рурална општина ќе биде доста добро да се направи. Во делот на спортот ја изградивме првата спортска сала, изградивме 3 повеќе наменски спортски игралишта и во наредниот период се планираме да го изградиме и фудбалско игралиште во Конче, за да возможиме да може фудбалскиот клуб Серта да почне да се надпреварува во соодветните лиги. Исто така ќе спомнам во село Дедино треба да се изгради повеќе уште таму немаме изградено повеќе наменско игралиште, ќе биде во наредниот период и тоа завршено. Во делот на патната и комунална инфраструктура направивме доста. Изградивме асфалтиравме улици, по неколку, по 3-4, некаде и 5 улици секаде, дури во Горни Липовик, во најмалото населено место. Се потрудивме тоа да биде квалитетно извршено, да има широки улици по стандарди, некако што било порано, да се асфалтира колку да биде асфалтирано ако има некаде. Од Лубница према Скоруша изградивме нов пат, го реконструиравме од Кабревци до Брана Мантово локалниот пат и исто така имаме во наредниот период имаме техничка документација, односно основни проекти за од Скоруша до Загорци и Гарван да изградиме нов локален пат до Долни Радеш и исто така да изградиме нов локален пат од Дедино до Војславци, вклучително и поголемо. Значи и во наредниот период ќе имаме фокус кон локалните патишта, бидејќи знаеме, ние сме мала рурална општина, со помал број на население, но имаме територија географска која што треба пред се поврзувањето ни е битно како надвор регионално, така и внатрешно поврзување меѓу селата, за да може патиштата ствараат основен предуслов за економски развој. Така. И за крај... Исто да не заборавам, се извинувам, во поглед на образованието, во тек на градба е основно училиште во село Дедино. Може да речем дека после 40-50 години се гради ново училиште за прв пат во нашата општина. Преку ТИКА ќе изградиме, имаме основен проект, во соработка со ТИКА ќе речам на местото на стариот интернат во Конче ќе се изгради ново училиште за учениците од прво до пето одделение со најсовремени стандарди, со услови за кабинетска настава и преку Министерството за образование во соработка со Министерството за образование ќе се изврши реконструкција на училиштето во Горни Липовик. Значи тоа се основните работи кои што можам да ги напоменам. Така. Од секоја сфера да опфатиме по нешто. Исто така планираме во наредниот период, пред се за учениците, студентите, средношколците, планираме да преку општината да може да имаат стипендии, нормално таму каде што треба соодветно со програма да се помага на учениците за да ги задржиме младите овде во Конче. Така. И за крај, доколку немате друго што да додадете од она што како концепт го имате, што имате да им порачате на вашите гласачи кои што
на 17 октомври треба да одлучат кому треба да го дадат гласот за градоначалник? Вака, на граѓаните на општина Конче ќе им порачам на 17 октомври да гласаат за реални проекти, да го изберат најдоброто, затоа што само со најдоброто може да одиме напред и да ствараме услови за подобро живење и да си помагаме едни со други. Така. Ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани, ова беше изборното представување на кандидатот за градоначалник на општина Конче, предложено од СДСМ и коалицијата Најдоброто за вашата општина, господинот Благој Илиев. Како што кажав на почетокот, ТВ канал ВИС упати покана до сите кандидати за градоначалници на општините, вклучително и за носители на кандидатски листи кои што немаат свој кандидат за градоначалник, но имаат поднесена кандидатска листа, да земат учество во 10-минутно представување, бесплатно представување во рамки на програмата Локални избори 2021 година.